8 часот и 11 минути, гледате Македонија наутро, а овој блог го започнуваме со ново гостување во студио, односно Општина Газипава со веќе реализиран проект се кратат комуналите, односно 0 комунали за младите брачни парови кои што ќе градат свој дом. Меѓутоа за тоа кој ќе може да го оствари ова право и кои се условите, критериумите дознаваме од разговорот со градоначалникот на Општина Газипава Бобан Стевковски, секако и за останатите тековни активности на општината. Добро дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Веќе имате реализиран проект, така што првото прашање се однесува на тоа кои се главните услови што младите брачни парови ќе треба да ги исполнуваат со цел да остварат тоа право, односно 0 комунали за градење, доградување или надоградување на свој дом. Она што посебно ме прави среќен е што ова беше едно од клучните ветувања во мојата изборна програма на локални избори оваа година и веќе таа мерка е оперативна и достапна за младите луѓе до 35 години. Кога креиравме мерки и политики, гледавме тие да бидат конкретни и осварливи, да бидат насочени кон младите луѓе, за да може да ги задржиме во нашата држава, односно во нашата општина, да формираат семејство пред се, но и да изградат сопствен дом. Мерките и условите се веќе достапни. На 10 декември веќе донесовме предлог одлука во која што ги ослободуваме младите луѓе до 35 години за надоме за уредување на градено земјиште за изградба на сопствен дом, популарно кај народот попознато како комунали. Тие треба да се најмногу до 35 години до моментот на поднесување на барање во општината и да се жители на општина Газипава најмалку 2 години. Дополнително секој апликант ќе поднесе и изјава дека за прв пат гради сопствен дом, доградува сопствен дом или надградува сопствен дом и ќе не смее да се ослободи од него или да го продаде во наредните 10 години. Буквално ова е мерка насочена кон младите луѓе, младите семејства со цел да ја обезбедиме стабилна иднина на нашата Газипава. Како ќе се спроведува контролата во однос на условите кои што треба да се исполнуваат и особено во делот на тоа дека треба најмалку 10 години да живеат, односно да биде во нивна сопственост? Токму така, постапките за контрола ќе бидат, би рекол, транспарентни и законски. Мораме да обезбедиме сигурност и на оваа мерка. Таа е во насока на помош на младите луѓе, младите брачни парови, а не за злоупотреба. Како што споменав и претходно, секој апликант ќе треба да достави изјава дека во период од 10 години не смее да го продаде тој објект, а ние врз основа на нашите законски надлежности ќе вршиме контрола. Првично надлежен сектор ќе се води евиденција на сите апликанти, а потоа инспекцијските служби ќе вршат контрола теренска, но и административна во соработка со други надлежни институции како катастар и така натаму, во која што ќе може да проверуваме дали сопственоста е се уште на апликантот или слично. Доколку се појават одредени злоупотреби, нормално луѓето согласно таа писмена изјава што е дадена, која што е една правна обврска, ќе го вратат тој надомест за кој што се ослободени од страна на општина Газипава. Првично кога се најави овој проект, возрастната граница беа 29 години во однос на младите брачни парови како првиот услов, а потоа ја продолживте на 35. Каде ја почувствувавте потребата да биде поместена границата? Би рекол, ово уште еден доказ дека мерките и политиките ги креираме во согласност со граѓаните, а не од канцеларија. Токму така во предизборната кампања општина Газипава беше, односно јас како градоначалник бев еден од првите што ја најави оваа мерка за младите луѓе. Првично беше планирано да ги опфати младите луѓе до 29 години, но во секојдневните разговори со младите луѓе утврдивме дека, за жал би рекол, иако младите луѓе работат, творат и слично, се одлучуваат малце подоцна да стапат во брак, подоцна да изградат сопствен дом и да планираат потомство. Така да сите тие нивни препораки ги слушнавме, направивме соодветна анализа и одлучивме мерката да ја зголемиме во однос на старосната граница, така да сега со мерката се фатени сите млади луѓе до 35 години. Верувам дека е рано да се праша во однос на апликациите и поднесувањето за да се оствари ова барање, меѓутоа каков е одзивот досега и интересот кај младите во општината? Уште со самото најавување пред отприлика 2,5 месеци или 3, интересот кај младите луѓе беше голем. Тие често се доаѓаа во општина, се јавува и се распрашува за условите и можностите за поднесување на едно вакво барање. Како што соопштив, мерката е оперативна веќе од 10 декември оваа година. Ние како локална самоуправа и надлежниот сектор се комплетно спремени веќе да ги
приберат и првите апликанти, така да очекувам во наредниот период оваа мерка да има зголемен интерес кај младите луѓе до 35 години и повторно ќе кажам, ова е еден долгорочен процес во кој што сакаме младите да ги задржиме во нашата општина и во нашата држава. Всушност ова е дел од самата иницијатива токму во однос на демографските трендови и желбата на младите да останат првенствено во Македонија, а потоа и во општината во која што живеат, конкретно Газибаба, како ќе се надополнува всушност иницијативата за истото? Ова иницијатива има многу подлабока смисла од една административна, би рекол, мерка или финансиско поддржување на младите. Буквално, како што соопшти претходно, таа е директно поврзана со иднината на нашата општина и на нашата држава. Свесни сме дека во последните години се очуваме со сериозен демографски предизвик, односно се помалку, за жал, деца не се раѓаат, младите се иселуваа во изминатите години, а семејствата се одлучуваат многу подоцна да формираат и потомство и така натаму. Јас би рекол дека домот е основата на секое семејство, кога младите имаат сопствен дом или се соочуваат тие кога немаат сопствен дом или се соочуваат со одредени предизвици, многу потешко се одлучуваат да основат семејство и слично. Така да наша цел, ќе повтораме, Газибаба да биде општина во која што ќе има дечки плачки, имаме полни училишта и градинки, и ќе имаме живи населби. Буквално во таа насока беше креирана и оваа мерка за да реагираме на сите овие предизвици што не се случуваат неколку години на назад. Дали согласно со тоа планирате дополнителни проекти и поддршка за младите домаќинства преку најразлични активности или во однос на субвенции за домови, инфраструктурни подобрувања и се она што можеби во моментов не достига во Газибаба? Токму така, ова би рекол мерка е само еден дел од една поширока визија за поддршка на младите луѓе во општина Газибаба. Осем финансиско леснување од надомес за комунали за изградба на прв дом, размислуваме за воведување на други мерки. Нормално сакаме да закнеме и локалната заедница. Во таа насока размислуваме за воведување на проекти за финансиска поддршка на стартап фирми, мали и средни, финансиска поддршка на мали и средни предпријатија, особено за млади луѓе до одредена возрастна категорија како што оваа 35 години. Секако работиме на подобрување на секојдневните услови за живот на сите целни групи во општина Газибаба, вклучително на младите луѓе, така да подобрување на патна инфраструктура, спортски игралишта, детски катчиња, финансиска поддршка за развој на спортот, на културата и така натаму. Се одржа и годишната буџетска конференција 2026 година, така што зошто е важна оваа фаза во процесот на креирање на вашиот општински буџет? Токму така одржавме една буџетска конференција и целта ни беше да направиме едно планирање на буџетот во реални потреби на граѓаните. И годините наназад секој пат граѓаните го имаа последниот збор во општината Газибаба и тие секој пат беа вклучени во креирањето на буџетот за тековните години. Буџетската конференција беше втора фаза. Првично имавме граѓански диалог со сите граѓани, со советите на местните урбаните заедници. Креиравме и онлайн платформа на која што граѓаните можеа да ни достават соодветен предлог, проект, визија, мерка и така натаму. Сето тоа беше сублимирано, разработено и анализирано од страна на стручни луѓе во општината и потоа на таа граѓанска конференција, на таа буџетска конференција се правеше анализа со сите советници на тоа кои се одржливи проекти и кои проекти треба да бидат составен дел од секторските програми за 2026 година. И она што ме радува, добивме многу конкретни проекти од страна на граѓаните, бидејќи навистина тие најдобро знаат со сите предизвици што се случуваат во секоја мало, во секоја населба, во секоја микроместо. Кои беа, не можеме сите да ги кажеме, меѓутоа кои беа најчестите предлози и идеи што ги имаат граѓаните и дали некоја од нив веќе е вклупена во општинскиот буџет за 2026 година? Газибаба е најголема општина по територија во градот Скопје, тоа често знам да го потенцирам и навистина има своји специфичности. Имаме урбан и рурален дел и навистина граѓаните си имаат своји потреби согласно местото каде што живеат, така да и овој пат предложите на граѓаните беа пред се во подобрување на комуналната инфраструктура, тука пред се мислам на подобрување на патната инфраструктура, изградба на фекални канализации, атмосферски канализации во руралните средини и нормално одредени субвенции што ги бараат граѓаните. Нормално буџетот на општина Газибаба се полни од граѓаните, навистина ние настојуваме дел од финансиските средства да ги реалоцираме према граѓаните, така да повторно во овој буџет ќе имаме субвенции на граѓаните за одредени мерка, субвенции на младите луѓе за полагање на прв возачки испит беше едно барање од тие буџетски средби, подобрување на
комуналната инфраструктура, подобрување на водоснабдувањето во руралните средини и слично, значи ќе имаме 2026 година која ќе биде година во која ќе се реализираат голем број на капитални проекти. Што нешто може да го очекуваат граѓаните од општина Газибаба за наредната година, односно што веќе може да го најавувате во овој момент? Годиниве наназад имавме силен инвестициски бум во општина Газибаба, се градат голем број на капитални објекти, на вистина 2026 година ќе биде година во која што светлото на денот ќе видат голем број од тие капитални проекти, ќе соопштам дел од нив. Во завршна фаза на изградбата на Домот на културата 11 октомври во Ченто, очекувам на почетокот на годината тој да биде веќе ставен во функција, да представува еден културен центар кај што ќе се организираат голем број на настани, не само на жителите од Газибаба, туку и на жителите од градот Скопје. Во завршна фаза ни се изградбата на двете детски градинки, детската градинка во Трубарево, која што очекувам во многу брз период да биде отворена, и детската градинка во Инџиково. Исто така интензивно се гради спортската сала во Црешево и таа светлото на денот ќе види во 2026 година, и на вистина многу други проекти што ќе ги започнеме. Еве ќе соопштам само дел од нив. Планираме изградба на повеќе од 40 локални улици на територија на општина Газибаба, изградба на нова спортска сала во населеното место Железара, изградба на фекална канализација во Јурумлери, во Трубарево, во Јурумлери, во Гоце Делчев и во Трубарево, Чукурмало и многу други проекти. Благодарам многу за денешното гостување и посакувам успех во работата. Ви благодарам многу на можноста.